Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга во поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Добро дојдовте на македонски ов Асно. Ние живееме во една медиумско сивило, во еден безалтернативен свет, каде што политичките елити ни сервираат нешто што ние можеби и не го сакаме, до таа мера да апатијата, незаинтересираноста што се случува околу нас е норма, а за оние што се заинтересирани околу дневно-политичките случувања во држава, се обично тие што се сервилни, кои се поданични расположени и оние што помалку имаат капацитет на интелигенција и капацитет на моќ да ги сменат работите. Во ова едно медиумско сивило, каде што одредени аналитичари имаат исти заклучоци година после година после година, а нашите три политички субјекти ни сервираат нативна европска иднина, многу е битно да ги расшириме тие погледи и да ги расшириме нашиот хоризонт. Како резултат на тие погледни на расширување, денес имаме гостин, господинот Ордан Андреевски. Тој е македонец од Австралија, кој долги години живее во Австралија. Ордан е ко-директор на Обединетата македонска диаспора Австралија, како исто така служеше во Советот на македонската заедница во Викторија. Во последните 20 години има работено во водечките австралиски универзитети и истражувачки центри. И има советувано неколку мултинационални компании и сложени организации за стратегии за интернационализација, колаборативно истражување и одржливост за брза комерцијализација на интелектуалната собственост. Активен член на македонската заедница во Мелбурн, а исто така и пишува своји видувања на онлайн Opinion, тој е австралиски веб портал за социјална и политичка дебата, за современите предизвици и можности за австралиска политика кон Македонија, опасностите од НАТО, граѓанската дипломатија. Ордан, добре дојде, не сум те видел во живо 50 на години, драго ми е што повторно те гледам. Да, право задоволство имам што сме денеска заедно, што можеме да дискутираме на теми кои не засегнуваат, без разлика дали сме едни во Македонија или други распрскани низ светот, сите можеме да соработуваме и да разгледаме теми што не засегаат нас. И посебно за Македонија и македонската иднина во 21 век. Апсолутно. Орданов дека медиумското лудило го следи што се тоа случува на Западот. Значи имаме една оркестрирана медиумска синхронизирана оркестар кој само верила ЕУ, НАТО, меѓународната заедница ја разбира како Вашингтон и Брисел и тоа е тоа. Меѓутоа во овој момент таквата политика не доведе да имаме една политичка криза кај што се виси околу уставните измени. Оваа криза е мултидимензионална, социјална, економска, политичка, стратешка и една ситуација кај што стварно не се гледа излезот од нејзе. Како ти од страна, знаејќи ги случувањата, ја гледаш сегашната ситуација во Македонија?
види, може да ти кажам дека со проблемите на Македонија сум запознат уште кога бев средна школа, учев ја во Македонија во Скопје и од 76-та па до 82 година и можам да кажам дека тие беа навистина просперитетни години за Македонија. Народот има работа, има школа, образование, сите работи беа релативно добри и кризата почна за Македонија од 82-83 година, кога почнаа да ни се мешаат Меѓународен монетарен фонд и други да ни кажуваат што треба, како да се справуваме, кои чарења да ги бараме и обично тие решенија што ни ги нудат нас се покажаа како катастрофални во многу други земји во светот, Аргентина, во многу други земји во Африка и во Европа. Значи, тие решенија што ни ги нудија овие западниот консенсус навистина не ни одговараа нас, меѓутоа работите се одвиваа како што се одвиваа, на западот не им одговараше да има една Југословенска федерација и затоа направија све што можеа да се растури таа држава и во тој контекст се створи Република Македонија како независна земја со свој устав, со свој демократија и навистина една од првите заедно со Словенија која имаше, мислам, ги задоволуваше сите услови за да биде дел од европска заедница. Ние сме европска цивилизација, дали овие империалистиве и неоколониалисти ќе признаат или не, ние сме стара цивилизација со јазик, со култура, што тие не можат ни на сон да го сенуваат и затоа ни прават попреки на нашиот пат на развој. И знаат дека македонците се паметни луѓе, вредни луѓе и дека ние сме способни, не чекаме некој да ни ги решава проблемите, ако не можеме да, например, дома да ги решиме проблемите, одиме надвор во светот, меѓутоа има македонци насекаде во светот што се успешни, значи на разни полиња. И затоа ја гледам дека има голем интерес и што се случува во Македонија и сите во диаспорава сме активно, мислам, вклучени во анализирање на ситуацијата и исто да помогнеме колку што можеме за да има подобро решение за Македонија, бидејќи не сме да се остави на политичари или па на странски елити да ни прават проблеми во нашава друштво, во нашава демократија, како што се случува и денеска од страна од Америка и овие G7 што се земјиве. И тоа е, мислам, жалосно од нивна страна, бидејќи Македонија се покаже дека е добар меѓународен граѓанин, све што требаше помагаше, дали беше криза во Косово, дали беше во Босна, дали беше во Авганистан, секаде кај што имаше потреба македонците помагаа да бидат дел од овој западен камп. Меѓутоа гледаме дека и поред сите овие работи и плюс работи што ни наметнаа, како Охридскиот, сега па Преспанскиот, па Бугарскиот, па тоа е катастрофа. Значи, тоа е, се чудиме кои се овие ненормални луѓе што се на власт во Западот, што очекуваат од Македонија вакви работи, кои тие никогаш во својот памет или во своите држави не би ги ни помислили, ниту би ги правеле. Значи, ова што се прави на Македонија, што се бара е навистина ненормални работи се. Апсолутно. Таа ненормалност до тоа иде што они, например, своите закони не си ги почитуваат, а истите од нас ги бара ние да ги почитуваме. Не само тоа, него преку своите медиумски кампањи, невладени организации, подплатени политичари и аналитичари, ние представуваат Европската унија како некое ново библиско остварение што ние треба да го постигнеме, каде што ќе тече мед и млеко. И еве, кампањата иде до таму што сега почнуваат со конкретни финансиски средства да кажуваат колку губиме што не сме Европа. Тоест, имаме една проституција, имаме проституирање на македонските национални интереси. До тоа иде таа безнадежност и проституирање со нашите интереси. Како ти го гледаш ово? Види, овие западни елити, мислам обичните луѓе, да кажеме, да речеме што живеем во Австралија, Канада и Америка,
И поред тоа што викаат дека се либерални демократи, уствари тие се еден вид или друг вид деспотизам се случува и во западниот свет. И ова се покажува по политички одлуки што донесуваат према светот, например за Украина, према Македонија или па многу други земји што ги уништија. Значи, плюс се врши голема пропаганда, не сакаат да прифатат вистината, значи вистината што се случува во нивните земји, па камоли во другиот свет, и се уште се лажат, мислам, Г7 посебно, дека тие се сега униполарен свет, дека тие може да диктираат на целиот свет. Видите, тие, мислам, политики може да важеа до едно 20-30 години по завршување на Втората светска војна. Ама сега целиот свет се разбудува, се развива и сите бараат подобри економски, социјални и други услови и бараат соработка. Не сакаат да бидат под ничија диктатура, сакаат да бидат почитувани, да има, како да кажем, соработка и респект меѓу нациите и да се зачуваат, мислам, овие меѓународни стандарди и правила. И затоа луѓе, мислам, другиве земји надвор од Г7 гледаат на други алтернативни решења како што се БРИКС или па во Азија, Пацификот има други, мислам, како што е ASEAN и други, мислам, организации, гледаат да си најдат решение на регионален план и затоа, и, например, и Австралија, и таа, за жал, е вклучена во овој униполарен политика, меѓутоа и овде луѓе, да ти кажам, гледаат дека ова што се кажува на телевизија и по весниците е тотално една работа, меѓутоа ако гледаш вистински вести што се на независни медиуми, без разлика дали од Австралија или од светот, вистината е тотално друга и има дебати сега се бараат нешто да се изменат работа, да не се прават, мислам, глупости, например, еве со Украина што се прави ова рат што се води во Украина. Најмалку 400.000 луѓе имаат загинато, не ни сакаат да кажат колку луѓе имаат загинато во оваа војна и уште се прават дека ќе победат. Што ќе победат? Тие не може да победат во Авганистан, па камоли сега против Русија. Тоа никога нема да победат, ама ти вика политикава и пропагандата е толку засилена и забегана од реалноста, тоа е на невидено ниво. Да, благодарам многу. И многу добре опиша оваа ситуација каде што имаме два паралелни света, еден е медиумски и проекцијата на тој свет преку медиумите, невладените организации, политичарите и другиот е нормалниот, луѓето што комуницираат меѓу себе. И во овој контекст изгледа безнадежно. Кажи ми, како ти ги гледаш, кои се причините за надеж за Македонија и за македонската нација? Да, видите, и поред тоа што има оваа криза која ни се набедна нас, поради домашни проблеми што имавме и ние со демократијата, се правеше, мислам, не сака да сватат дека да имаш едно демократско општество треба да бидеш одговорен, дека политичарите треба да служат на народот, а не да бидат газди и да прават одлуки што се комплетно мислам, не уставни, не законски, не демократски, ги понижуваат сите мислам човекови права и плюс се ствара разлика меѓу Македонија и диаспорава без потреба, место да соработуваме на сите планови како што прават сите нормални држави, се ствара проблематика од страна на елитиве. Ние не сме криви, народот гледаме што се случува и си викаме, ова е неприфатливо ако во Австралија и во Македонија. Значи има се прават тензи кои навистина не ни користат наш како општество, туку други ве гледаат што повеќе да ослабат Македонија и врските што ги има со светот преку диаспората. Значи тоа е еден предизвик за Македонија и се диаспорава. Мислам, тоа да го кажам, од друга страна има и да ти кажам и причини зашто има надеж за Македонија, бидејќи мора да бидеме оптимисти како русјани, како луѓе што сакаме фамилии и што си сакаме еден правичен живот. Знаеме дека секој еден човек, дали е македонец или било кој човек на планетава,
може да направи позитивна разлика во секој општество, дали е во Македонија или во Австралија или во Канада, значи секој поединец или фамилија може да направи многу позитивни работи доколку се наумат тоа да го направат. Исто така, нашата младина е навистина клучот кон иднината да се наоѓаат решенија за Македонија и за светот, бидејќи овие млади луѓе им треба подобра иднина, сакаме да живеат успешен и просперитетен живот по можност во Македонија и да не одат низ целиот свет, бидејќи и тоа е добро, а меѓутоа и тоа е лошо, бидејќи после се создава една празна држава. И кога тоа го приметив кога бев 2018, многу местата што беа и во Скопје и надвор се испразнети. Мислам, државата беше испразната во однос како ја кога бев во 70-те години. Друго имаше чувство на испразнетост. Исто така, трета причина за позитивна, мислам, и за надеж за Македонија е нашето општество е, како да кажам, отпорно општество и има можност на брзина да се поврати. Сите овие грешки што се направени во последниве 30 години лесно се решаваат, како што рече Доналд Трамп, викаат војната во Украина може да се реши со еден ден ако престанат овие американци да даваат пари на овој војна во Украина. Значи така и за Македонија има решенија што брзо може да се решат работите и не треба да мислиме дека сега све е пропаднато. Мислам, ништо не е пропаднато, све додека луѓето се живи и здрави, имаат фамилии и работат, се може да се направи на подобар начин. Исто така, верувам дека во човечката дух, бидејќи човекот наоѓа, мислам, решение кога му е најтешко, дали кога доаѓаш во една земја, например од Македонија во Австралија, без јазик, без големи пари, па се снаоѓаш во све и успеваш да створиш фамилија и заедница. Значи, луѓето се ненормално, мислам, многу има дух за да одат напред и позитивна, мислам, енергија. Тоа е многу важно. Исто така, човековиот мозок има капацитет да размислува надвор и повише од политичките елити или па медијата, без разлика, независиме од елитите да ни кажуваат што е вистината, туку знаеме што е вистината и можеме да се споиме и да најдеме решение за Македонија. Исто така, мора да спомнем дека има и книги, например, како оваа земја не ја даваме, тоа е книга на Ристо Стевов, во која опишува дека историјата на македонскиот отпор уште од римско време па до ден денеска. Македонците стално биле под притисок, сите сакале да ни земат земјата, да не покорат, и меѓутоа имало и отпор и успех и се зачувавме без разлика што бевме 5 века под турско и сега сме под предизвик од Европскава заедница и од Г7. Значи, мора да бидеме оптимисти и да гледаме во долга перспектива, да не се откажуваме. Апсолутно, тоа е многу битно, да тој поречки дух што ние македонските и непокор што го носиме во себе, да обстои, да биде дел од нас и активизмот што е добар и позитивен, да го чуваме и да го негуваме, а тоа е што активизмот што сите ние го правиме за доброто на нашата нација и за доброто на околината околу нас. Кажи ми каде, овде многу добро ги кажа, ги наброја работите, меѓутоа од каде ќе дојде оваа политичка волја што ти ја кажуваш? Да, мислам, научници што се занимаваат со политички науки имаат правено студии и затоа може да погледаме, например, development leadership теории, мислам теории за развој на лидерство. Тие теории се многу важни и многу може да ни помогнат нас денеска за решавање на проблемите на Македонија, бидејќи многу пат луѓе викаат нема политичка волја. Значи, без да се дефинира што е тоа политичка волја, како функционира,
и како може да се искористи овој процес за да се добијат подобри решенија за било која земја. Значи, овој програм што е Development Leadership се користи во Австралија и англичани го користат и плюс мислам разбрав дека Department of Foreign Affairs and Trade, ова Министерство на външни работи на Австралија им дава тренинг на разни земји во Asia Pacific за да наоѓаат решенија, значи им прават тренинг за change management, значи ова е многу важно и performance management за да можат овие земји да се издигнат на економско, на политичко, на културно и на било кој ниво и да се работуваат едни со други, користејќи потврдени теории и практики кои се мислам испитани научно и во пракса се имплементирани и измерени. Значи има методи на performance management што може да и користиме ние во корист на Македонија за да се решат проблеми кои ги имаме сега. Одлично. А кои се состојките? Кои се, например, кои би биле 3 состојки што би донеле до успех? Да, и тие се мислам разјаснати. Првата е треба да имаш мотивирани и стратешки индивидуалци со мотивација и вредности и интересирани да туркаат за промени во општеството. Значи мора да имаш први поединци луѓе кои се заинтересирани и имаат можност да бидат активни. Значи втората работа што треба да се свати е дека овој development leadership е колективен процес. Тоа не се прави еден политичар, туку го прават цела група луѓе кои сакаат да ги поправат работите, гледаат дека еден метод или една политика не може да се поправи, има подобри опции и прават анализи и имаат аргументи и прават бизнес cases или political cases или аргументи прават и викаат луѓе, ова е сегашно вака резултатот, ако пробаме ова, мислам, користат моделирање и разни други овие научни методи да се докаже дека имаат, мислам, логика во тоа што кажуваат. И исто така треба да имаат можност да представат подобри идеи кои се легитимни во даденото општество. Значи ако речеме дека Европска заедница не е единствената, мислам, опција за Македонија, тогаш треба да кажеме кои се други алтернативите. Например, да бидеме први независна земја, а второ можеме да се вклучиме и интегрираме без, мислам, последици со земји како што се БРИКС и со нив да соработуваме на економско план и на политички план и бидејќи како што гледавме тој БРИКС се проширува сега, земји како Саудиска Арабија и Емиратите и Иран и други земји се приклучуваат и тука има можност и Македонија да биде вклучена и да ти кажам, ако почнеме по оваа патека, овие Г7 навистина ќе промена политика према Македонија, бидејќи ќе сватат дека нивните притисоци и лаги што ни ги прават више ни е досадено и ние бареме чаре. И тоа го кажуваме јасно и гласно преку разни методи. Апсолутно. И тоа е дел од приказната овдека е тие секојдневни притисоци кои на политичко и медиумско поле ги гледаме и тоа се видни притисоци како да се некои критични ќе биде или не за нас ако ги усвоиме овие уставни или не ги усвоиме овие уставни измени. И во тој ни рекоа знамето да сме го менале, уставот 100 пати сме го менале, па што е ова? Значи секои 5 секунди овие нови некои услови, па тоа е катастрофа, да престанат со игри. Ова не е, мислам, прифатливо, ова што го прават е катастрофа, треба да се засрамат овие елити што го прават. И луѓе во Запад, да ви кажам, веќе се зафатени со други проблеми. Дали, мислам, животот станува поскап, зафатени со работа, луѓето немаат време да размислуваат за сериозни теми. Тоа е голем проблем во западниот свет и политичариве искористуваат
мислам луѓе што немаат време да се ангажираат. Меѓутоа сите не се во иста, мислам, заглавени со да немаат време. Има еве луѓе како јас што сум во мои години или па млади луѓе што се студенти имаат време да се фокусираат, да прават истражувања и да даваат решенја и да се работуваат со Македонија и со светот, да се најде подобри решенија, дали е за околината, дали е економски, дали е политички, било што проблеми, може да се решат и ние македонци можеме да бидеме активен учесник во сите процеси. Не само Македонија, туку и во местата кај што живееме, и тоа го правиме во Австралија, во Канада, во Америка, во Европа. Секаде се македонците ценети и не сме, зашо Македонија да биде неценета, кога ние сме сите, мислам, луѓе што сме школовани, вредни, паметни, не можеме што да ни продаваат масла. Апсолутно. Звучи како да на нас ни треба еден ресет, каде што комплетно ќе имаме нов почеток. Дали се сложуваш со ова? Да, многу е важно да се направи како една калибрација на проблемите што ги имаме и да видиме кои промени да се направи како ресет на демократијава, на политичкиот систем, на економијава, на етиката, на сите работи што се потребни за едно успешно општество, кај што луѓе сакаат да живеат, кај што имаат можност да живеат. Зашо Македонија да не биде како Швајцарија или како Сингапур? Тоа може да биде, не е ништо специјално, мислам, кога ојдевме во Австралија во 71 година, Сингапур беше, да ти кажам, едно сиромашко место, никој не го гледаше, а сега Сингапур има поголем стадар него Англија и други земји што се најразвиени. Значи Сингапур е еден пример како една земја што немаше мислам некои специјални ресурси, само луѓето беа умни луѓе, вредни кинези, кои и други индијанци и малезијанци, ама претежно кинези, и ја искористија талентов на луѓево и што се вредни и поштуваа закон и ред да има, и многу направија трансформација за Сингапур да стане написна една многу важен град, мислам држава со многу јака економија, со бизниси што се фокусирани во мислам стратешки сектори кај што има најголеми пари да се прават, дали е фармацеутика, дали банкарство, кај што има пари таму е Сингапур. Значи ние можеме да бидеме пријатели со Сингапур, да се работуваме со Сингапур и со други земји во светот што се успешни. Не мора да бидеме заглавени ЕУ пропаѓа и тие го знаат самите и сега тие бараат некој чаре, сакаат да прават војни и она. Ништо тоа. Тие, мислам, западниот свет мора да се фокусираат на нивните проблеми кои сами си ги ствараат. И затоа не треба да не малтретираат нас, да не пуштат, мислам, затоа ни треба слобода, да размислуваме и да планираме и да бидеме колаборативни и да соработуваме со целиот свет што ни е пријател. Апсолутно да. И во овој контекст една интересна информација, ако идеме во статистиката на Европскиот статистички завод, ќе видиме како идат економиите на Европската унија заедно и индивидуално, и ако ја споредиме економијата на Македонија со целокупната економија Европа, ќе забележиме дека Македонија во овој момент има поголем економски раст од Европа. Нормално, тоа ние нема да го слушнеме, дека уствари просперитетот оваа година е во Македонија, а не во Европа. Растот на економијата и на стандардот е во Македонија, а не во Европа. Не го слушаме обратна приказна, дека одека не чини Европа е добра и така натаму. Не ни ги кажуваат вистината и реалноста. Во овој контекст, македонската диаспора, од прилика спрема статистиката што ја добиваме и трансакциите, дава од прилика милиарди и 200 евра годишно, значи како дотации. И тоа, ја верувам дека е само мал дел од можноста. Мал дел од можноста за тоа што луѓето знаат дека
ако сакаат да прават бизнис, посебно нашите бизнисмени кои долго време живеат во диаспората и можат да инвестираат во Македонија, нарочито не доваѓаат знаеки дека ова е едно корумпирано општество каде што можеби со високи бизнис ризици, каде што политичкиот ризик е висок, корупцијата е на високо ниво и може тоа ги одвраќа да инвестираат. Како ти ја гледаш, дали има случај каде што македонската диаспора би земала поголем удел во бизнис инвестирањето во Македонија? Види, има интерес во диаспората за сите аспекти за развој на Македонија, дали економски, дали политички, дали социјално или environmental. Значи мора да се барат решенија, имаат стручни луѓе што работат во универзитети, во компании и мора сите овие нетворк што ги имаат диаспората, не само мислам во контекст на како тие поединци, туку и во контекст на врските што ги имаат со Австралија, со Канада, со Америка. Тие врски ако се искористат и се фокусираат према Македонија, Македонија може да се трансформира во многу успешно општество, економија и не треба затоа да бидеме, мислам, зависни, да мислиме дека Европа ќе не реши. Европа ништо не решава. Европа ако ти даде 1 евро, ти зема 10. Тоа е политиката. Еве, бугарите, кога се влегува во европската земјица, 3 милиона бугари или повише ја напуштија Бугарија. Значи не е тоа, мислам, решението. И плюс и германците, за жал, и тие пропаднат што се влезени во овој систем на англо-американски империализам, кој ги уништува германска индустрија и тие бараат чаре, гледаат како да се спасат, зашто и тие се заглавени ова со Украина, со други работи. Значи цените животот во Германија стана многу тежок и затоа тоа мислам нивните проблеми може да бидат и можност за Македонија да се префрлат овие бизниси од западниот свет и од други места да дојдат во Македонија, бидејќи Македонија навистина многу, како ти кажам, привлечна дестинација, мирен народ, има врски со Европа, со Блиски Исток, со целиот свет, има огромен потенцијал и тој треба да се искористи во позитивна смисла и овие политичарчиња што ги имаме во Македонија, политички класи што се навистина, да ги речеме шкарт, треба да се шкартираат, треба здрави луѓе да водат Македонија, дали се во бизнис, дали се професори во академија, дали се доктори, дали се било што. Значи сите најдобрите луѓе треба да дојдат во Македонија и да работат во Македонија и да ја привлечат странски партнери да дојдат во Македонија. И тоа го прават на пример индискава диаспора во Австралија, огромна, мислам, допринос прави да се градат врските меѓу Индија и Австралија. И така исто и ние македонците можеме да им помогнеме на австралијаните да инвестираат во Македонија и не мора стално да биде, мислам, само фабрика, туку може да има вие што се superannuation funds, пензиски фондови кои имаат билиони долари и тие бараат за инвестиции и тие можат да направат огромен, мислам, разлика. Македонија не е најголемата економија во светот. Ако размислиш, земји како Кина имаат 1,4 билион луѓе, ние сме 2 милиона луѓе. Значи, мислам, проблемите се минимални и затоа мора да се реши овие политички проблеми први внатре во земјата, да се среди судството, образованието, имаме, да речам, талентирани луѓе кои работат во целиот свет и се ценети и затоа треба и во Македонија да се створат услови за што подобар живот на македонците во Македонија. И тогаш навистина тоа е решението за иднината. Благодарам, Ордан, многу за овој интересен разговор што го имавме ние. Ние ќе останеме во контакт. Секоја твое јавување е добродојдено, секоја твоја идеја е добродојдена. Јас ти пожелувам пријатен ден во Австралија, во Мелбурн, а вам, драги гледачи, ви пожелувам се најдобро до следното видување.